Добро вечер и добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ќе анализираме дали постојаниот раст на земјоделските субвенции во изминатите 10 години придонесе за раст и развој во оваа гранка. Пред да започнеме со разговорот, да ги погледнеме графиките кои што ги подготвивме. Во изминатите 10 години земјоделците добиле вкупно 765 милиони евра субвенции за подобрување на нивното производство. Овие средства, како директна финансиска инекција, завршуваа кај земјоделците кои се занимаваат со најважните земјоделски гранки, како што се градинарските култури, сточарството, живинарството, винарството и така натаму. Од година во година субвенциите за земјоделците постојано се зголемуваа. Така од 20 милиони евра колку што беа издвоени од буџетот на Република Македонија во 2006 година, тие пораснаа на 140 милиони евра. Во последните 3 години, споредено од 2006 година до 2015 година, средствата издвоени за субвенции пораснале за 7 пати. Позитивните трендови во земјоделството најдобро се рефлектираат и врз извозот на прехранбените производи од нашата земја. Па така, ако во 2015 година тој износот изнесувал 135 милиони евра, веќе во 2011 година како ефект на позитивните политики кои се водат во земјоделството, оваа сума се удвои и извозот на земјоделските производи достигнува 267,4 милиони евра. Споредено со 2005 година, извозот на прехранбените производи од Република Македонија пораснал за 125%. Дека извозот на храна од Македонија и понатаму покажува нагорен тренд, покажува и фактот што во 2015 година, споредено со 2014 година, тој пораснал за 4%. Кои се денес предизвиците во земјоделието? За тоа како се развива овој сектор, за проблемите кои што се соочуваат, бараме одговор од моите и ваши гости. Гости во отвореното студио на телевизија Нова се поранешниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски. Добре дојдовте во Добро вечер, благодарам телевизија Нова. Ефтим Шаклев, председателот на Асоциација на земјоделци. Добре дојдовте и вие. Добро вечер. И Огнен Оровчанец од Агробизнис комората при Сојузот на стопански комори. Прво прашање за поранешниот министер за земјоделство. Долго време бевте министер, вклучени бевте во многу програми и стратегии за развој на земјоделството. Колку субвенциите придонесоа за развој на овој сектор во земјава? Па добро, како што и вие во самиот вовед на емисијата напоменавте, ефектите од агресивната политика во земјоделството на актуелната влада сосем е логично дека ги даде и своите позитивни резултати. Ја сакам малку еден вовед да направам, затоа што токму оваа влада е единствената која што имаше слух за сите проблеми со кои што се соочуваат земјоделците во земјоделското производство. Токму оваа влада е таа која што процени дека земјоделското производство како една исклучително важна стопанска гранка пред се од три аспекти, од економски, од финансиски и од социјален аспект, се многу значени за Македонија, која што има своји природно климатски предуслови, кои што и даваат предност во однос на државите од регионот да има добро организирано и квалитетно земјоделско производство. Владата ја прифати политиката од високо развиените земјоделски држави членки на Европската унија и како таква ги дизајнираше сите мерки како еден комплекс од земјоделска политика или земјоделски политики. Еден дел од тие земјоделски политики е токму политиката на директната финансиска поддршка во земјоделското производство. И тоа ни приближно не е како што некој кажува социјална мерка, напротив, тоа е развојна мерка, заради тоа што тие субвенции или таа финансиска поддршка е наменета за покривање на дел од трошоците во земјоделското производство. Со тек на време, како што напоменавте и вие,
драстично растеше вкупниот износ на на финансиската поддршка и таа понатаму се подели на два дела. Значи директна финансиска поддршка за земјоделското производство и финансиска поддршка во руралниот развој. Една со друга можда тесно поврзани од повеќе заради повеќе цели. Покасно ќе објасниме што е суштината и значењето на програмата за рурален развој. Но и таа, исто како и првиот дел од програмата, односно основата во програмата, значи директните финансиски плаќања, односно финансиската поддршка во земјоделското производство има свој придонес за позитивните ефекти од неизиното спроведување. Сега, тој начин на размислување во правец на форсирање на земјоделството, како што кажав, една многу битна стопанска гранка во државата, носеше и сет на мерки кои што мора да бидат пропратени со незиното спроведување. А имаше и ефект. Прво, доделувањето или распределбата на преостанатото државно земјоделско земјиште, понатаму зголемувањето или проширувањето на обработливото земјоделско земјиште без оглед дали е тоа во приватна собственост или во државна собственост, понатаму примената на добрата земјоделска пракса, на добрата агрохемиска пракса и сите позитивни практики кои што се познати во развиените земјоделски држави, беа применети кај нас со што се овозможи да имаме и зголемени приноси во земјоделското производство, а со самото тоа и подобар квалитет на земјоделските производи. И конечно, значи од пред 2 години ова е податок, вкупниот обем на земјоделското производство во Македонија изнесува над 820 милиони евра. Тоа е огромен износ, ако се има во предвид малата релативна површина на Република Македонија, таа е некаде околу 500.000 хектари вкупно земјоделско земјиште кој што се обработува, ама имаме трудолюбиви земјоделци, вешти, кои што знаат како да произведуваат и кои што од друга страна ги ползуваат ефектите од политиките на владата во делот на финансиската поддршка. Исто така, како што и вие напоменавте, покрај тоа што е проширена земјоделската површина која што се обработува, покрај тоа што е зголемен вкупниот обем на земјоделското производство, сосема логично е дека ќе биде зголемен и извозот на македонски земјоделски производи, или ајде нека бидат и прехранбени производи, иако јас сакам да направам разлика, дистинција помеѓу земјоделски производ и прехранбен производ, заради тоа што често спориме со неистомислениците кои што имаат подруги видувања за земјоделството. Значи и во делот на извозот бележиме драстични скокови. Податокот од 2016 година е дека извозот на земјоделските производи е 242 милиони евра. За 2013 година е некаде над 500 милиони евра. Значи, Македонија, како добро развиена земјоделска држава, е предодредена да биде извозно ориентирана, заради тоа што едва 25 до 30% од вкупното производство на земјоделски производи се троши на домашниот пазар. И ние мораме да наоѓаме излези како тие и алтернативи, како тие земјоделски македонски производи да ги пласираме на странските пазари. Една од придобивките од финансиската поддршка или политиките на владата во делот на земјоделството и токму и ова. Јас не сакам да должам, заради тоа што ова е многу комплексно прашање и барам многу повеќе време, сакам да скратам. Значи, немерливи се резултатите. Мислам дека има над 1 милијарда евра од 2016 година, од 2006 година па до сега, распределено кај земјоделците, а само кога ќе видите, значи, во еден период од 10 години колку е вкупниот извоз на македонски земјоделски производи или колку е вкупното земјоделско производство, тогаш само за една година сите овие средства за кои што сега зборуваме, кои што се вложени во македонското земјоделство, и тоа вложување не сме да запре, може да има, значи, прогресивна една линија во рамките на висината од некои 5,5 до 6% од буџетот и понатаму да продолжи заради тоа што тоа не само што даде резултати, туку е тоа и очекување на самите земјоделци, заради тоа што и тие
покрај другите сите мерки од механизацијата и така натаму да не должам, самите ги почувствува ефектите од оваа политика. Шаклев, долго време кај земјоделците владееше едно размислување дека субвенциите се неминовни за да се стабилизира земјоделскиот сектор. Дали тој е стабилизиран и колку сега субвенциите се користат за раст и развој? Па не да се стабилизира, ако субвенциите, ако нема да има земјоделско производство, тоа сигурно. Најмалку 60% од земјоделците сигурно ќе се откажат да се занимаваат со земјоделство, затоа што земјоделството се смета како ниска продуктивна или непродуктивна гранка. И не само кај нас субвенциите, знаете и во Европа, сегде се субвенционира, иако са тие високо развиено индустријски земји, кај нив околу 4% од населението се занимава со земјоделие, а кај нас може и околу 20%. Што значи на нас многу повеќе ни требат субвенции отколку на Европа. Меѓутоа, за да имаме храна, за да имаме производство, затоа са и субвенциите. 30%, например, во поледарството, за производството на пшеница, на јашме, за било која земјоделска култура, житарица, околу 30% од трошковите се покриват со субвенциите. Што значи за производните трошкови за 1 хектар се околу 30.000. Кај нас просекот на пшеница или на јачме, тука се близко се движат, е околу 3.000 по хектар, тоа се на ниво на државата, по 10 дена значи 30.000. Што значи земјоделецот цела година ќе работи, еднаш годишно обрат ќе има и ќе биде на нула, без никакви приходи. Ако не се субвенциите, што изнешува 12.000 денари по хектар, он ќе нема апсолутно приходи. А зашто да работи? Има ли некој што работи, а да нема никаков ќар од работењето? Нема. Затоа ние рачунаме дека едно нормално семејство од 10 хектари што произведе, зборам за житарица, ако има по 12.000 по хектар, ќе оствори една некоја добивка од 120.000 денари годишно, поделено со 12 месеца од 10.000 денари, една нормална минимална плата за еден вработен во земјоделството. Оровчанец, колку финансиската поддршка е од значење за компаниите од овој сектор? Дефинитивно субвенциите се покажа како една од најмоćните алатки во изминативе 10 на 12 години што го регулираат правецот на развој на македонското земјоделие. Ако зборуваме ние дека во Европа, во буџетот на Европа, 67% од буџетот на Европа се усмерува за Министерство за земјоделство, шумарство, водостопанство и екологија, тоа само го покажува интересот и начинот на заштита на човековата средина, поврзано со безбедноста на храна, околу која не смее да има дилеми, тоа сме сведоци секојдневно овие настани што се случуваат. Исто така и производството на храна. Како што предмалце се истакна, значи без финансиска голема поддршка, изминатиот 20 или 40 годишен период во Македонија се направија неколку експерименти кои што има далекусежни последици и кои се чувствуваат и ден денеска. Едно е после екс-ослободувањето во 45-та до 50-та година и аграрната реформа и пролетаризација, односно одење на селаните во градовите да се создава пролетаријат. Еден експеримент кој денеска има големи проблеми во нашата демографска популација и демографска структура. Втор еден огромен експеримент кој се случи пред 25-30 години со растурање на сите големи репроцентри кои што ние не може да не ги спомнеме. Скопско поле 24-5.000 хектари, целосен затворен систем од примарно секундарно доработка и така натаму. Зикуманово, да не ги спомнуваме Свети Николе, Пелагонија и така натаму, такви беа 28 системи и во тие моменти се зборуваше дека на Македонија не е потребно земјоделие и тие преку ноќ се растурија. Тие последици ние и ден денеска ги чувствуваме. Да не заборавиме, до 2006 година се враќаме назад, не само субвенциите, тоа е еден од сет мерки кои што систематски доведоа
кон стопирање на намалувањето на земјоделието. Ние имавме континуиран процес до 2006 година, зборувам исклучиво од професионален и од економски карактер во сферата на земјоделието. Нема тука ништо друго, мада во се има политика. Која е политика? Тука политичарите нека кажуваат. Ние само како луѓе кои се бавеле, или како човек кој се бавел, веќе кој 27 години има фирма, и производство, и селекција, и доработка, и така натаму, како и пред тоа што сум работел во други фирми, само можеме да ги констатираме. Значи се стопира она надолна линија, на обезвреднување на целокупниот друштвен производ во земјоделието. Значи, со намалувањето на данокот, тоа е огромен број фирми, вклучувајќи, да не наведувам и добар дел од сега што се релативно добри, бидејќи ова е нискодоходовна активност во рамки на сите стопански активности, најниско профитабилна, и да не навлагаме понатаму во профитабилноста, тука се стопираше таа надолна линија. Се стопираше со тоа што и данокот од 18% за ѓубрива, за семења и за храна се доведе на 5%. Да напоменеме, во истиот момент во Македонија е се уште 5%, репроматеријалите и ѓубривата и хемијата и се друго е исто така 5%, субвенциите генерално се зголемуваат, инфраструктурата, што е предуслов за било која стопанска активност, е во многу голем замав и како последица на тоа е логично и нормално да се очекуваат добри резултати. Да не ги заборавиме многу мерки, дали било во доработките, преработките од примарно во секундарно производство. Да не заборавиме изградбата на мали винари кои ние сме свесни денеска постепено прерастуваат во мали джинови и кои сигурно ќе се и понатаму окрупнуваат. Да не заборавиме тутуската индустрија која за подсмев порано беше кога ќе се кажеше како ќе се плати од тутунот, што никој пат имаше по 2-3 години што не се плаќа. Значи начинот на финансирање, начинот на организирањето на производство и така натаму се еден огромен сет од мерки кои како последица доведоа до еден постепен развој со констатација дека за да земјоделието тргне во еден нормален правец треба многу напори, многу средства вложување, да не зборуваме само во репроматеријали, семење и така натаму. Да зборуваме дека во денешно време земјоделието итекако е една современа активност која бара огромни вложувања, да не кажеме механизација кај што само тракторите, а треба за 1 хектар по една коњска сила, значи за 100 хектари или за 200 хектари треба еден трактор минимум од 200 коња, а тој истиот кошта од околу 150.000 евра со приклучната механизација. Значи зборуваме за една една дејност што бара високи вложување, ниско профитабилна и како заклучок без стимулации е осудена на пропаст. Значи дефинитивно стимулациите. Меѓутоа, со умешно менаџирање на субвенциите, ние веќе покажавме во Македонија, кажувам ние, затоа што и ние како Сојуз на стопански комори, како министерствата, така и другите асоциации, секој од нас си даде свој придонес со своји предлози, по некој пат беа добри, по некој пат политички не се уклопувале во дадени моменти, меѓутоа сите ние си дадовме одреден придонес во креирањето на една ваква добра клима, која што секако прво го стопираше надолниот тренд и постепено има во примарното производство континуиран раст, а во преработките, финалните дејности имаме и бум, слободно може да се каже. Така, споменавте некои примери во минатото каде што имало негативен тренд, еден од тие и земјоделските задруги. Сега земјоделските задруги се субвенционираат, колку се важни за земјоделците и колку имаат бенефит? Па моментално 90% се субвенционираат земјоделските задруги.
моментално досега има по новиот закон за формирање на земјоделски задруги, има формирано околу 27-28 задруги. Веќе тие некои од тие добро функционират, некои го искористија привилегијата, земаа механизација и ја имат веќе, работат со неја и имат добри резултати. Тоа може во Кукли задругата, да, тоа исто како пример да кажеме во задругата за производство на ориз во Кочанските села, за производство на овошје во Ресен. Меѓутоа, тоа се први закони. Сега останатите земјоделци чекат како ќе профункционират, како ќе се организират, колков ќе биде ефектот и придобивките на овој вид на здружување, за да почнат и они тоа да го прават. Во последно време интересот за формирање на задруги е се поголем и поголем. Како ќе функционират зависи од самите земјоделци. Државата го кажала своја. Субвенционарите 90% од механизацијата што ќе набават, се субвенционират вработените, директорот и уште ако е голема задругата, што значи ако има повеќе од 20 членови, се субвенционира и платата на стручниот работник, вработење, што мора да има висока стручна спрема, се субвенционира набавката на канцелариски материјал, компјутери и сета опрема што треба да функционира една канцеларија. Сега останува на земјоделците да се договорат меѓу себе како да функционират. А што се разликуваат сегашните задруги од поранешните, например, што не вложуваат својот капитал, своите ниви, своите не ги вложуваат. Они се организираат само за набавка на репроматеријали и за продажба на своите производи. Само е тоа нивната организираност. Заеднички да набуват репроматеријали, ако набуват нормално поголеми количината, цената е многу поевтина и своите производи кои си на пазарот, кога се појавите со поголема количина на производи, имате подобра цена и побрзо го ја сварувате својата цел, профитот е битен. Набавка на ефтини материјали, продажба на поскап производ. Димовски, во изминатите години зголемувањето на субвенциите придонесе инвестиции не само во постоечките, туку и во нови компании. Дали тоа значи дека домашните компании ја препознаа можноста за бизнис? Да, секако, само ќе ми дозволите малку да се надоврзам на одговорот на Шаклев поврзан со земјоделските задруги, за кои што сметам дека се од исклучителна важност за македонското земјоделство и покрај во наводници кажано негативното искуство кој што земјоделците го имаат врз основа на функционирањето на задругите од претходниот период. Ама се покажа дека тој начин на функционирање, применет во денешни услови, е многу логично решение за подобрување на земјоделското производство. Значи, еден земјоделец како една единка е многу мал ситен, подложен на притисоци и уцени од страна на откупувачите при формирањето на цената по која што ќе ги продаде своите земјоделски производи. Доколку се здружени повеќе земјоделци, имаат поголемо производство и се поголем фактор во делот на преговорите и во издействувањето на повисока цена. Истовремено, ова е многу особено важно. Како што е примерот со Турција, каде што имаат многу силна организираност на земјоделските здруженија. Многу е битно здружувањето заради земјоделското земјиште. Големината на површината на земјоделското земјиште и рак-раната на македонското земјоделство е претерената фрагментација, расцепканост на земјоделските површини кои што не овозможуваат економско или економично земјоделско производство. Толку се мали во некои случаи да не може ни трактор да сврти на тие површини. Сега во случајов со здружени или со споени земјоделски површини, и пазите, во вкупното земјоделско земјиште во Македонија дури е скоро 1/3 им припаѓа на меѓите. Што значи тоа на 500.000 хектари кога тие би се изорале, кога би се споило тоа земјоделско земјиште. Значи име по тој основ закуп. Сега, на ниво на земјоделска задруга, при набавка на современа механизација, при примена на добра земјоделска пракса и сите овие практики во земјоделството, тогаш е логично дека ние ќе имаме пониски трошоци во самото земјоделско производство, поквалитетен земјоделски производ, повисоки приноси по единица површина
и по тој основ и по висока цена и по голема конкурентна моќ на самите земјоделци или преговарачка моќ да може да се изборат за повисока цена. Повисока цена, пониски трошоци, поголема разлика, односно поголема добивка. Значи, многу едноставна работата. Сега ме прашавте за расположението на бизнис секторот. До нас е Оропчанец кој што е најкомпетентен да говори за сето тоа, но јас можам да кажам. Значи, преку моето искуство кое што го имам во изминативе 8-9 години отприлика, во период во кој што сум најдиректно вклучен во земјоделството и претходно во Министерството и после тоа во Собранието како член на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, и преку непосредните контакти заради тоа што јас во текот на денот навистина имам најмалку 5-6 телефонски разговори со земјоделски производители, или до 400 телефонски броеви се меморирани во мојот уред и било кој земјоделец може и ден денеска наједноставно да ме добие. Пример ќе ви кажам. Значи, пред 3-4 години имаше една мала група на млади земјоделски производители кои што произведуваа јагоди. И бара партнери преку Министерството за пласман на нивниот производ некаде надвор. Ете, сплетна околности се најдоа тие партнери од странство. Денеска е да од најубавите реклами за македонските земјоделски производи е токму рекламата за вкусот на македонските јагоди од околината на Скопје, од Скопско. Значи, потенцијали во земјоделството, доколку е некој спремен да го обработува, има. Јас сега ќе си дозволам малку да искарикирам, меѓутоа во македонското земјоделство, ако малку помалку се работи со мотиката, а многу повеќе се работи со умот, тогаш дефинитивно ќе има и резултати во земјоделското производство. И такви, значи, обични македонски граѓани, кои што своевремено немале никаква допирна точка со земјоделството, сега влегуваат во земјоделското производство, се занимаваат со бизнис. Значи, не само со промет на земјоделски производи, откуп и така натаму, туку напротив со класично земјоделско производство на веќе дефинирани и диференцирани и атрактивни земјоделски производи, дали се тоа овошки, дали е тоа грозје, дали е тоа вино. Виното е еден од најпрепознатливите македонски земјоделски производи, заради тоа што имаме врвни квалитетни македонски вина кои што буквално ги отвараат сите врати на сите светски пазари. 20.000 флаши во текот на едно деноночие се отвараат македонско вино. Тоа е многу податок голем, кој што само ја отсликува ситуацијата за македонското земјоделство. Не викам дека е идеално, далеко од тоа, има проблеми, сериозни проблеми, ама ни приближно не е таква ситуацијата каква што беше, еве да речем, 92-3 година, кога всушност се случи цунамито во македонското земјоделство. Ние многу често зборуваме за приватизација, за трансформација на општествениот капитал, на раскрчмување на фабриките, добивање на поединци огромни имоти и така натаму, 230-40 работници избркани на улица. Истата таква ситуација во уште полоша форма му се случи и на земјоделските комбинати, индустријски земјоделски комбинати, Црвена звезда, Вино јук, Даген, Кумановско поле, Скопско, сите, буквално. Останаа два такви едни системи, кои што моравме грижливо да ги чуваме заради површината и значењето на едно големо земјоделско производство на голема површина на 18-20 хектари. Тоа за македонски прилики е огромна површина. Ја кажав, значи, 1,7 хектари е просечната површина за едно земјоделско стопанство и тоа е поделено на најмалку 5 парцели. Значи, 3 декари е просечната површина на една земјоделска површина, на земјоделско добро. И, значи, тоа преку за другите ќе може да се полека санира како проблем, преку законот за консолидација на земјоделското земјиште, преку студијата 20 годишна која што е изработена од страна на Министерството, прифатена од страна на владата за окрупнување на земјоделската површина, дополнително на тоа желбата на граѓаните да влезат во земјоделското производство, во земјоделскиот бизнис, нивната спремност да инвестираат, заради тоа што, видите, не само што се
влегува со инвестиции во земјоделското производство, се влегува со инвестиции во преработувачкиот сектор, една многу битна алка и своевиден катализатор на земјоделското производство, кога имаме шпицови на хиперпродукција, да може да ги абсорбира земјоделските производи, ама добро би било тоа ако би било на договорна основа. Договорна основа значи со претходно подпишани договори, со дефинирани количини, со дефинирани цени, со дефинирани рокови на предавање на земјоделските производи, за да може да има континуитет во преработувачкиот сектор на преработка, и тоа се производи кои што можат да почекаат известен период да не се продадат, но не се изложени на ризикот на свежите земјоделски производи кои може да ескалираат и да пропаднат. Така за изводот ќе говориме малку подоцна. Оровчанец, вие доаѓате од реалниот сектор. Колку компаниите ја препознаа можноста за инвестиции во последните неколку години во овој сектор и кои сектори се најпримамливи за бизнисмените? Дефинитивно ние како агробизнис комора во рамки на Сојузот на стопанските комори приоритет даваме на најнедоходовната гранка, а тоа е примарното земјоделие. Зашто? Затоа што е најмалце атрактивна. Меѓутоа, и тука во рамки на примарното земјоделие има една голема осцилација. Сите оние кои со години се определиле да работат во рамки на примарното земјоделие, веќе задниве неколку години имаат видливи резултати. Пред се мислам преку вложување, дали на лизинг, дали на кредит, дали со поддршка на финансиски средства од рурален развој и така натаму, и сите тие имаат веќе висока технологија во земјоделието. Тука има веќе, зборувам за наша интересна сфера, над 50, 100, 150 хектари кои што имаат, и тие тука имаат висока технологија, пред се мислам на механизација, како трактори, така сеалки, опремени со најсовремени, веќе се присутни во Македонија, да не зборуваме каде, како нема потреба, да не биде реклама, каде што имаат и GPS системи со стални трагови и кои што ги имаат и како најсовремените технолошки решени. Не може да не дадам еден коментар во врска со за другите. Секако дека ние како агробизнис, реален сектор, и како е препознаваме значењето на вложувањето и правецот на развој. И тука не може да кажеме истото го мислиме, само малце на еден друг начин. Сум имал прилика да бидам меѓу првите луѓе во осамосталување на Македонија и бев прв гостин на Министерството за земјоделие во Франција. Бев гостин меѓу другите места, тоа беше 93-4 година, бев гостин на Сигма. Сигма е систем кој што го контролира целокупниот, односно 70% од целокупното земјоделие на Франција. Зборуваме за една грандиозна организација кој што има 320, во тоа време имаше 320, сега не знам, повеќе, помалце, 320 акционерски друштва, а сите тие има сестри, клонови. Меѓу другите бев гостин на Коп Депо. Тоа е прва кооперација, односно земјоделска задруга во Европа. И ден денеска постои како Коп Депо, огромна фирма, што има голем систем на примарно производство, центри за семена доработка, институт за земјоделие, винари, спортски клубови и така натаму. Меѓутоа, тие функционираат на единство можен, исправен начин. А тоа е врз профитни и интересни сфери. Кај што треба државата, кај што има интерес, ако има државата интерес, како што си го препозна во Македонија интерес од задржување на популацијата, која денеска гледаме бела чума во цела Европа, не само во Македонија, да не кажуваме, тоа другите нек се занимаваат со нивните проблеми. Значи, демографскиот карактер, производствениот и економскиот. Значи, со ови на ваков начин и како се стимулира развојот и вложувањето на реалниот сектор. Ние, ако не препознаевме, ние, еве, како фирма, иако нон-стоп ние се залагаме преку општото да дојдеме до личното, до посебното,
прашање беше дали 94-95 ние ќе продолжиме да се бавиме со таа работа. Денеска, за разлика од тога, ние имаме како фирма Агроунија, каде што ја работам, која се бави со селекција, со создавање, независно од сите етикети во Македонија што ги добиваме, имаме 4 признати сорти во Косово, 3 признати сорти во Србија, 4 признати во Српска Босанска крајина. Во моментов, во завршна трета година на признавање во Грција, имаме сорти на 1 тритикале, 2 сорти. Во Турција имаме во завршна година на признавање и во Албанија ни се признаваат, изгледа 5 сорти ќе ни бидат признати. Значи, ние во наредниот период очекуваме добар бенефит, како за нашата фирма, така и да донесеме пари од надвор во Македонија. Во Македонија, независно кој рекол, како рекол. Ќе си каже времето, значи, која е да ја заокружа мислата. Ние, ако не беа сите овие подршки, како преку за сите, дали субвенции, дали за примарно земјоделие и така натаму, ние ќе си отидевме во некоја друга дејност, мораме да живееме. Прашање дали, а ние бевме и тога едни од подобрите, ако ние си отидевме во друга земја, земјоделие, за жал, имаше да го нема во оваа форма, него ни немаше да има земјоделие. И така натаму. Тоа сакав да ве прашам и за идните вложувања, колку компаниите планираат да ги изголемат инвестициите, посебно сега актуелна е политичката криза? Па видете, политичката криза, ние како реален бизнис сектор се залагаме за што побрзо расчистување на целокупната ова состојба, што е веќе година и нешто дена, што има огромен однос не само во работењето, него се вкупното живење. Секој најнормално е во една фаза на исчекување, сака да заврши, па да знае во кој смер да се определи. И оние што мислеле да купат и машини, и трактори, или да одат во висока технологија, еве сега една од идеите, не е важно чија била, меѓутоа сега се популарна станува мерката за наводнување. Секој нормален кој што мисли да обстане во овој бизнис на производство, на земјоделско примарно производство, и да сака и да не сака, мора да размислува за таа мерка, да вложи во наводнување, како би си го осигурил или би ги намалил ризиците на производството и би го зголемил приносот. Меѓутоа, сите сега сме во една фаза исчекување што, како и секако дека таа неизвестност многу негативно влие на секојдневното и живење и стопанисување. И чекаме и апелираме да што побрзо се расчисти ова и да дојдеме во една состојба да нормално ние си се бавиме со она што ние се бавиме, а тоа е земјоделското производство. Политичарите нека си се борат со идеи, со планови, со било што, нека ни кажат кој е подобар, да знаеме ние што е подобро, ние знаеме што било порано, знаеме што е денеска. Нашата определба е видлива, знаеме ние за кого сме, како сме, нека дојде некој, нека не убеди дека ќе биде подобар и така натаму. Таа што сите се залагаат борба за идеи, нека се обавува кај што е едино место во политичките домови, а тоа се во парламентите. Нас нека не пушта да си работиме, да си живееме од таа работа. Тоа го бараме. Со разговорот продолжуваме по кратката пауза за реклами. Така, ние продолжуваме со разговорот. Димовски, најголем дел од финансиската подршка во земјоделството е за тутунот и појаделството. Додека вие бевте министер, се направија многу стратегии, многу мерки во однос на овоштарството и лозарството. Колку тие мерки вродија со плод во насока на зголемување на производството и површините? Да, ајде да почнеме со лозаро-винарскиот сектор, како да не ми се налутат другите земјоделци, меѓутоа мислам дека е тоа перјаницата во македонското земјоделство, заради тоа што, како што малку кажав претходно, на климатско посвоените услови во Македонија се најсоодветни за одгледување на виновата лоза, кое што има традиција од 2000 години претходно и повеќе. И секако традиција во производство на вино.
своевремено започнаме да водиме, односно да формираме вински катастар. Значи евиденција на површините кои што се обработуваат со вина, кај што се обработува виновата лоза, значи лозјата, и некаде беше дефинирана површина од 22.000 хектари, но ние знаевме, значи тоа е на територија на цела Македонија, знаевме дека има повеќе такви површини. Една од мерките или политиките, еден дел од политиките на владата беше да се легализираат лозовите или овошните насади на земјоделски површини кои што се држано земјоделско земјиште. Значи садниците, овоштите и лозови се собственост на земјоделецот, но го нема стекнати под било какви услови, но го немаат изрегулирано статусот на земјиштето. И имавме десетици такви повиси на кои што беа отворени вратите на подрачните единици на Министерството, сите земјоделци кои што имаат такви лозови или овошти насади да ги прејавуваат за да може да склучат договор со Министерството за земјоделство за закуп на земјоделското земјиште и по тој основ да се стекнат и со можност да добиват и финансиска поддршка, субвенции. И тој број на таа површина е зголемивме на некаде 26.000 хектари. Ние знаеме дека Македонија во моментов е мал играч во бизнисот со вино, кој што е многу ригорозен, многу селективен, опасен бизнис, во кој што се гледа и на најмалата конкуренција што ќе се појави да може да биде под контрола, а под контрола може да биде ако се под контрола површините под лозови насади. И ние мораме во што пократко време да isforsirаме уште нивно зголемување, проширување, за да можеме да го подигнеме производството на грозје, кој што во моментов е некаде од 240.000 до 260.000 тони годишно. Тука зборувам и за винско, и за десертно, односно трпезно грозје. Генерално со трпезното грозје немаме проблем во пласманот, односно 95% тоа се пласира на надборешен пазар заради извоз и проблеми со откупната цена нема, генерално. Има, ма нема такви осцилации или потешкоти. Со винското грозје имавме проблем, имаме своевремено проблем, меѓутоа мислам дека и винарските визби и лозоропроизводителите станаа свесни дека се тие дел од еден ист систем. Значи, производството на грозје значи и во втора фаза производство, односно преработка и производство на вино. Колку се преработи подобро вино, колку се произведе подобро вино, тоа ќе има и повисока цена и полесно ќе се продаде. Побору ќе стигнат приходите од продаденото вино за да може да се исплатат и обврските кои што ги имаат винарските визби кон лозоропроизводителите, а претходно, нормално, ние посредувавме помеѓу двата фактори за дефинирање на откупната цена, која што значи, имаше осцилации, сега е непроменлива, меѓутоа не е на ниво која што би ги задоволила барањата или очекувањата на лозарите. Од тие причини, кога имаше критични години, владата, односно Министерството, се одлучи за дополнителна мерка покрај овие 48.000 денари кои што се основната субвенција за единица површина, плюс 2 денари по продаден килограм во лиценцирани откупувачки центри, значи во винарските визби, и тоа отприлика уште толку приходи по единица површина, што отприлика ги задоволуваше потребите или трошоците во производството. Велам, имаме навистина квалитетно грозје и квалитетни сорти на грозје, кои што овозможуваат да имаме и квалитетно производство на вино, а со оглед на тоа дека и винарските визби инвестираа во самите себе, односно во кадрите, во енолозите, можам да кажам дека винарските визби произведоа добар стручен кадар, кој што може самостојно, некако своевремено ние како репроматеријал да го продаваме нашето вино како наливно, и ние сега најголем дел го продаваме како наливно сега во Германија, своевремено во Словенија и така натаму, кога беше единствениот југословенски пазар, но драстично го зголемуваме производството и извозот на флашираното вино. Ќе ви кажам една споредба. 2009 година литар наливно вино
се движеше некаде 18 до 21 евроцент литар. Сега имаме ние извоз на македонско вино во просек некаде 1,5 до 2,5 евра за една флаша, а бога ми имаме и флаши кои што ги извезуваме по 18 евра. Значи, имаме драстичен скок во цените, во извозните цени, што значи имаме зголемен квалитет, подобрен на самото грозје, ама подобрен квалитет и на самото вино. Нешто слично се случува и со производството на овошје, особено на праските. Имаме микрорегион во Росован, каде што имаме навистина перфектни услови за производство на праски, кои што се многу барани на надворешните пазари. Ние тоа што се произведува едноставно не можеме да го потрошиме на нашиот домашен пазар. Меѓутоа имаме традиционални пазари од бившите југословенски републики и дел од државите од Европската унија, но најголем пазар е пазарот на Руската федерација, своевремено и Украина, каде што првите берби на праски се пласираат токму на тој пазар. А тогаш се и цените високи, имаат највисок шпиц, па онда се намалуваат како се зголемува количината. Но морам да кажам на вистина дека со овој производ имаме добри резултати, со овој земјоделски производ со овошјето, исто и со јаболката. Ние сметаме дека за нас дека 120.000 тони годишно производство на јаболка е голема количина. Ма да направиме една споредба. Полска, како еден од поголемите производители на јаболка во Европа, има просечно производство од 3 милиони тони. Ние имаме 120.000 тони. Значи сме минорни. Но не е проблем во количината, проблемот е во квалитетот и во неки навиките на нашите земјоделци кои што мораат прво асортиментот да го променат. Ние имаме Преспа како регион каде што најдобро успева јаболкото и Ајдарет кој што е ниту индустријска сорта на јаболка, нити трпезна сорта на јаболка. Но природата дала услови да има вкус, сочност и така натаму кои што нашите потреби на пазарот ги задоволува, ама не велам дека ги задоволува и европските пазари кои што треба да се пласира. Од тие причини имаме нови Pink Lady, Granny Smith сорти кои што треба да бидат повеќе застапени, или златниот или црвениот Delicious, или на крај на краишта да се врати крушата назад, производството на круша, заради тоа што ние сме увозно зависни од круша, ние немаме доволно производство на круши и така натаму. Но имаме сега производство на нови овошки, аронија, брусница и така натаму, кои што се перспективни и кои што се извозно ориентирани со оглед на нивниот квалитет. Секако дека заслуга во сето тоа има и во делот на финансиската поддршка, која што не е мала. Можеби со тек на време ќе биде критериумот изострен, заради тоа што од распоредот на дрва по единица површина на садници мора да ни гарантира добар квалитетен производ. И едните субвенции треба да бидат насочени во тој правец. Зголемување на квалитетот и зголемување на количината на производство по единица површина. Спомнавте добра земјоделска пракса. Шаклев, колку земјоделците користат добра земјоделска пракса и советите од агрономите и од Агенцијата за развој на земјоделството? Не може тоа да се поотделно да се гледат субвенции, па добра земјоделска пракса, па навиките на самите земјоделци, културата што имаме ние, образованието што ги има земјоделците, финансиските средства, се тоа придонесува за еден начин на производство, степен на производство, организираност на самото производство. Сето тоа придонесува за една развојна компонента. Ја би рекол дека македонското земјоделство има развојна компонента и ќе ви кажам пример. Например, да почнеме што на мене најблиско свињарството. Пред неколку години беше успех ако, например, ние по една свиња добиеме од 16 до 18 прасиња во годината. Сега ние добиваме од 25 и 26 прасиња. Имаме најсовремени свињарски фарми во Македонија што одговараат и на производството и по опремата како најсовремените западни фарми. Ги имаме сите можни резултати, ги постигнуваме. Ако сите тие заеднички компоненти не се вложени во тоа, и едукацијата, и финансиите, и помошта од државата, тоа нема да биде постигнато. И субвенционирањето на
набавката на приплодни грла. Сето тоа придонесува за да ги имаме тие резултати во, например, за свинјарството. Имаме напредок исто во млекопроизводството. Знаете дека имаме ние високо млечни грла веќе, и што функционират. Меѓутоа мора да кажеме дека имавме и проблем со првите Холштин грла што ги везавме, имавме проблем во навиките да се аклиматизираат, да се навикнат тие грла што се научени, например, во Западна Европа има услови, климатски посебни услови, а тука се нашите климатски услови сосема различни. И затоа требаше неколку години, 3-4 години, за да се аклиматизираат грлата и да ги дават истите или слични резултати како што дават на Запад. Сега веќе имаме ние фарми што имаат и по 8 тона на годишно ниво млеко. Демек, ама не може ли целото земјоделство за 2-3 години да се равнаме сега со многу развиените или развиените земји како Данска, Холандија и во. Треба временски период, ни треба време, овој земјоделие имаме годишно само еден обрат. И само едно невреме, една климатска промена може се да не уништи. Тоа треба сите, исто така и тие фактори да ги земеме во предмет. Друго, например, ние имаме сега преку рурални развој. Имаме директни плаќања и рурален развој. Преку рурални развој, или 50-50, што е многу популарна таа мерка кај самите земјоделци, до сега има добиено 3200 трактори. 6000 приклучни машини. Тоа не е мала бројка. Ама не може си ние би сакали, например, сега за една година и 10.000 ни требат на нас. Меѓутоа, треба да бидеме и малку скромни. Не се само земјоделците во оваа земја, има и други сектори и подсектори, на кои исто така и треба некоја си финансиска помош. Ние сме за поголема финансиска помош. За поголем, што би рекле, квалитативен и квантитивен скок во нашето, за нашиот развој, треба многу поголеми средства од тие 150.000 евра. Меѓутоа, мора ние да бидеме малку скромни и да се движиме во рамките на нашите општествен буџет. Кога би била нашата држава појака, сигурно ние ќе тражиме без срам, би рекол, многу поголеми средства за тоа да одеме многу повеќе. Добар одзив има, например, сега исто мерката за млад земјоделец. Секој млад земјоделец што има искуство помалку од 18 месеци има право да аплицира за финансиски средства од 10.000 евра. 10.000 евра во наши услови не се малку за да се отпочне или да се продолжи некој, би рекол, некоја земјоделска работа или популарно бизнис, што викат младите. Тоа е една добра работа. Рековме дека 50-50 е исто добро. Импар програмата, сега ИПАРТ 1 беше 50-50, сега ќе биде 60% субвенционирање. Окрупнувањето исто, добрите работи, формирањето на задругата и финансирањето на задругата добро, финансирањето на капка системите капка по капка е добро и би рекли дека е се добро и се добро функционира. Ако кажеме дека е се добро, тогаш малку нема да бидеме реални. Во сето тоа имаме и проблеми. Имаме проблеми, набавката на семенски материјал, што има се појавуваат, ги знаеме, има навистина и добри фирми, меѓутоа има и добри фалсификати што прават и што ги разочаруваат самите земјоделци и ги одвраќаат од навика да употребуваат семенски материјал, иако со тоа ги губат субвенциите. Меѓутоа има многу лошо искуство. Имаме лошо искуство со употребата на пестицидите, со вештачкото ѓубрево, со заштитните средства. Ние залагаме, ја учествувам во комисијата за се припрема сега законот за пестициди, сум најголем противник да се препакуваат пестицидите во Македонија. Тоа е, можеби, у развиените земји е дозволено, а кај нас тоа е само можност да се изигра законот и да се направат работи што нема треба да се направат. Исто е тоа со семенската роба, исто ние се залагаме да се извршат проби на секој увезен камион со ѓубре, а не на една транша. Например, се 5000 тона и само една проба. Не може тоа така. Мора на секој камион треба да се врши проба и ние нема ништо против. Сега одговорот е дека тоа и ѓубривото и препаратите ќе не коштале повеќе. Па и сега не коштат нас повеќе, а немаме никаков ефект. Зашто, например, од иста фабрика, ако потребуваме, ако прешверцуваме препаратите од Грција или Бугарија, имаме ефект, а со истите препарати, со истите фирми, кои ги третираме нашите
посеви, немаме исти ефект. Демек, има нешто, се случило нешто, што не треба да се случи. И тоа сме ние, што треба да действуваме Министерството да се промени. Тоа е работата. Сега така доваѓа уште еден проблем што се среќаваме исто, што е присутен, иако е мал би рекол, добивањето што викате на субвенциите, дали субвенциите одат во прави раци. Да, субвенциите одат кај земјоделците. Дали одат кај вистинските земјоделци? Да, ама кои се тие вистински земјоделци? Има ли фалсификат земјоделци? Немаме ние фалсификат земјоделци во Македонија. Меѓутоа, ако имаме некој недоразбирање, ако некој сака да ги изиграва законите, да не е земјоделец, тоа е преварант. А има се органи што треба да го откријат тоа. Има такви ригорозни казни за нереални податоци за собивање субвенции, што секој земјоделец озбилен што му основно занимава земјоделците нити не помислува да се занимава со такви работи. Затоа ако покаже поголеми разлика на пример 30%, он ги губе 5 години тотално субвенциите. Па кој ќе го направи тај ризик? Никој не сака да ризикува и да се направи тие работи. Меѓутоа сега се некоја фама се ствара демек со платежната агенција. Например, не навремено исплаќање имаме на тоа средствата на тие земјоделци што и се прават контроли и каснат за нас неоправдано средствата по известно време. Ако например ние сметаме дека платежната агенција само сервис за исплата на финансиските средства што ги следуваат земјоделците. Законот, начинот, кој колку добива го донесува Министерството за земјоделие. Парите ги обезбедува Министерството за финансии, а ние сме тие што аплицираме за да ги добиеме тие пари. Значи платежната агенција има само таа улога да го тоа сервисира. Меѓутоа во некои случаи платежната агенција се издигнува на сите овие што ги спомнав. Е недостапна, што е многу и затоа се фами се прават, што е недостапна. Не можеш информации да добиеш од неа, што исто така не е добра работа. Ако е достапна, ако се знаат проблемите што ги имат самите земјоделци, зашо не ги добили субвенциите на време, кои документи фалат, како треба да се сето тоа среде, сите тие работи што се мислат дека се случуваат во агенцијата и дека некои добиваат субвенции што не треба да ги добијат, ќе го снема сега тоа. Отвореноста, транспарентноста на платежната агенција ќе ги побие сите тие оговарања во врска со субвенциите. Само е тоа во прашање. Јас одговорно тврдам дека не сите прави, дека сите земјоделци правилно си ги добиваат субвенциите. Тука има нормално се и субјективни фактори што делуваат за некои да не ги добијат. Имаме ние 75.000 апликанти. На 75.000 апликанти по 3-4 апликации, ако има за разни, например, потреби, тогаш, например, е нормално да се направат некои грешки. Меѓутоа, тие грешки, ако се објаснат зашто се направени, ако има еден, да речеме, фин начин за објаснување, тогаш сето ова, таа фама и тоа мислење дека земјоделците не ги добиваат сите прави земјоделци субвенциите, ќе исчезнат. И за тоа треба малку да поработиме на тоа. Ние сме исто изванично барање, имаме, например, до Министерството, да наши членови учествуваат во Комисијата за распределба на механизацијата во Комисијата за рурален развој. Зашо да немаме ние своји представници? Ако имаме своји представници, тогава ќе биде транспарентност. Ќе знаеме кој што добива, зашо да нема список на тие сите што добиле трактори. Па да знаем, па да исто тоа да нема фами, дека некои по некои си привилегии добиват една фамилија или еден земјоделец добија 3 трактори, а овој аплицирал 5 пати, па не добил трактор. Кога ќе се тоа ќе биде јавно, транспарентно, тоа се тоа ќе исчезне. А ние се залагаме да се работи исправно и што викаме да се тие наменети средства како трактори, механизација дојдат до тие што и треба. Оровчанец, спомнавме дека од огромно значење употребата на сертифициран семенски материјал. Се даваат повисоки субвенции доколку се користи таков сертифициран семенски материјал. Колку до сега е направено во овој поглед? Па видете. Самиот предлог на финансирање на субвенцијата покажува и е потерк на високо развиените земји. Ако во една Европа која ние тежиме или ги прифаќаме нивните закони, во литература како европска, така америчка, така руска, било каде,
кажува дека сертифицираниот семенски материјал ги изголемува приносите до 30%, значи ние не може а да не веруваме. Од наше искуство истото го потврдуваме. Шаклев пред малце закатна неколку теми во врска со квалитетот на семенскиот материјал, со квалитетот на ѓубриња, во квалитетот на хемијата. Јас, за жал, некаде во некои сегменти не можам да се сложам. Што не можам да се сложам? Во врска со квалитетот. Во врска со квалитетот, некаде, ако е добар, е добар. Ако не е добар, нека се жигоза. Не може амблок сите под ист чадор да се стават и добри и лоши. Ако ние како производители од една страна надвор ни викаат дека на 28.000 хектари сме имале 7.600, а некој да овде не става под сомнение и ако во Турција некој вика за нашите класови машала и со целосен респект, сите врати ни се отворени, овде некој ќе става етикети дали сме добри или не сме добри. Тие што не се добри, ќе им се забрани дејноста да работат и готово, крај. Во врска со препакувањето, ако цела Европа се пакува семе, па ние сме единствена земја во светот кај што не се пакува семе. Семето, за ваша информација, на трева кошта 600 евра повеќе на 1000 килограми. Значи, ние не знаеме да спакуваме 1 тон, 600 евра плаќаме од Холандија, од Германија, што ќе не спакува тревата. Тука не може да се сложи. Или грашак, или пипер, или друго. Друго, ако поминал рокот, да ние мора да го вратиме семето. Нас минатата година ни поминал рокот, во склад со новите законски прописи, вративме 2 шлепери назад во земно поле. Земно поле, си зедо етикета, си ги преиспитаа кај нас во магазин, кога видоа дека се добри, ни ги прифатија, ни удрија етикета назад, ни ги вратија назад. Па ние зашто финансиравме акредитирани лаборатории ДФЛК и тамо други трети? Значи, тука има одредени работи, а и не е ни многу добро, па све да се слагаме, Шаклев. Ја не рекол да се слагаме. Значи, видите, ако во цел свет се пакува од 1 тон во кило, или сега ние да не може оние хоби кесици, за хоби кесица да плаќаме оранж сертификат од 30 до 70 евра. Па видите, не сме ние толку богати. Значи, одредени измени во законите, односно, законите си се добри, со правилниците, со измените во правилниците, мора да ги прилагодиме како што се светските позитивни искуства. И ние не може да кажеме дека одредени правилници пола чекор не вратија назад, меѓутоа, ние ќе си кажеме отворено. Она што е добро, е многу добро, прифаќаме. Она, како вие што викате за платежната агенција, ние одиме еден чекор напред. Ние веќе договоривме и преговараме со одредени банки да платежните агенции за постојав на субвенции и така натаму, што треба партиципентите да ги примат, да банките ги прифатат тие решенија и имаат веќе, доколку ги дадат платежните агенции, да не ги именуваме, неколку банки се спремни да дадат кредити во висина на тие субвенции. Што значи тоа? Тоа значи дека со самото аплицирање, доколку ние не бараме да не се исплатат, нека ни се даде само решение. Банките веднаш ќе ни ги есконтираат тие во вид на кредити и така натаму. Значи, видите, ова е еден конгломерат од активности во врска со дали е подобро. Треба слободно и отворено да се каже, не да е подобро, тоа се светлосни години, многу подобро во задниве 10 години. Дали можеше да биде подобро? Сигурно и стално може да биде подобро. Друго, ние сега зборуваме за овие се детски болести. Ние веќе во одредени кругови зборуваме за висока технологија во рамките на земјоделието. Висока технологија, која е наводнувањето, не наводнување над земја, него наводнување под земја. Во водата да се стават одредени хемикалии, водата да не испарува, да биде достапна во раничниот слој и така натаму. Друго,
Не може да не поздравиме мерката за наводнување капка по капка, како пред малце и Шаклев што кажа. Од 3-4 тона пченка ние добиваме, ја имам сведоци, другари, пријатели, кои што добиле 15, а некои викаат добиле и 18 тона капка по капка. Тоа се вака едни сериозни приноси, сериозни резултати, и ако не била оваа политика, значи на поддршка во нови технологии, ние не може да зборуваме за такви резултати. Од друга страна, пред малце само една реченица во уводното излагање спомнавме, ние се може да правиме, меѓутоа не може да заборавиме основната работа, а тоа е безбедноста. Безбедноста која денови сме сведоци, дали кај сточарството, дали во земјоделието. Кодекс алиментирају се 21 година, 22-3 години, како оче наше објавен и не се менува. 16 страни е. Превод на македонски е од нива до трпеза. Значи потеклото. Ние сега со овие услови што ги имаме овде, што ги имаме во Македонија, идеално подршје за органска храна, за лековити билки. Нека звучи и реклама, нас не радува многу кога ќе чуеме дека чаевите на најголемата наша компанија, дали Алкалуид, биле најпопуларни што во Европа, што во Америка и така натаму. Овие закони што се нови во врска со опијати и ред друго, дали се за враќање на афионот, дали други опијати и така натаму, нормално се во контролирани услови. Ние да не дојдеме под форма од одредени неправилности да ги жигосуваме цели гранки. Значи, тоа што не е добро, ќе се жигоса и да се забрани и дејност и све. Меѓутоа, она што е добро, афирмативно, целосна поддршка. И така ќе има. Тука правиме само кратка пауза за реклами. Само за проектот Купи куќа за млади. Така ни останало уште малку време. Прашање до сите вас, Димовски, по кој пат ќе чекори земјоделството во иднина? Вака, ја морам да кажам, 2006 година, крајот на 2006-2007 година, се направени првите сериозни чекори во македонското земјоделство. Трасиране патот за спроведување на сите земјоделски политики. Само треба да се продолжи. Значи, пак ќе напоменам, политиката на финансиска поддршка во земјоделството е само еден дел од земјоделските политики. За изминативе 10 години спроведени се огромни реформи во земјоделството. Ја не викам дека е идеално, далеку од тоа, има сериозни проблеми, но веќе знаеме на кој начин да се справуваме со тие проблеми и истовремено како гаранција на успехот за македонското земјоделство треба да ни биде овој 10 годишен период на вистина крупни чекори кои што се остварени во политиките во земјоделството и нормално дека дефинитивно со програмата, односно со финансиската поддршка мора да продолжи и да се како да кажам, да се зголеми во рамките на буџетските можности, но во исто време со една непосредна соработка заедно со сите, вообичаено владата така да прави, затоа и селско-земјоделска влада, што ние и задоволство, што така не викаат, заради тоа што сите одлуки ги правиме заедно со земјоделците, да се дизајнираат мерките онака како што им се потребни на земјоделците и во соработка со науката секако. Шаклев, каде има можност за зголемување на земјоделското производство? Прво ја ги кажав тоа придобивките на земјоделство, па ги кажав што ни треба уште да справиме, иако не се слагаше Росчане со мене. Во некои работи не мора да се слагаме и затоа сме ние тука, затоа има многу добра соработка, мора да кажам, со Министерството. Јас како председател на асоциацијата сум член на советот на министерот, бев и кај господин Димовски и сега сум. Се што мислиме дека во интерес на земјоделците ние го кажуваме јасно и гласно, како сега што го кажуваме. Се што мислиме дека не е добро, исто го кажеме и затоа ја мислам дека ние е тоа должност за нас, али се во интерес на развој на земјоделството. Сите вие работи ако ние ќе ги
да ги поправиме, земјоделството сигурно ќе оде многу побрзо напред. Сме за добра земјоделска пракса. Знаеме го ние тоа дека земјоделска пракса. Меѓутоа сакаме да употребиме оригинал семе, оригинал препарати, оригинал садници да имаме, само така ќе одеме напред ние. Не може со фалсификувани работи, со подли работи да одеме напред. Не може, например, ние исто со не спомнавме сега наплатата. Не може ние да ги дадеме своите производи, а да немаме сигурно средства дека тие производи ќе ни бидат наплатени. Не може сега ние толку се крстевме. Добро, тоа развојна компетентност на лозарството. Ама што да правиме сега ако има некои винарски подруби немат ни банка платено. Го земале гројзето, сега друго гројзе треба ние уште малку ќе стаса, парите не са тоа. Мора да најдеме заедно со владата, со министерството средство што ќе ги принуди тие што ги земале нашите производи да не ги платат. Сигурно платежно средство. Затоа што сега ако немаме ние плата, како сега ќе лозарите ќе прскат, како ќе орат, како ќе фелизат, со кои пари? А од друга страна, винарските подруби стоат парите и комотно се осеќаат. Тоа не треба да го дозволиме. Исто апсолутно со сите откупи на земјоделските производи, иако знаеме дека се скрати од 6 месеци, сега е плаќањето на 3 месеци, тоа е добро, меѓутоа уште многу треба да поработиме на склучување на договори со сите преработувачки индустрии. Со некои имаме напредни, например, односи, имаме со конзервната индустрија, добри односи имаме, со мелничката индустрија многу се добри односи се среќаваме. Еден од плановите што бас со Ровчанец го знае, тоа беше моја идеја, да имаме еден затворен круг од производителите на семенска роба, млинската индустрија и земјоделците. Млинарите да ни дават семенска роба без пари, да ни ја наплаќат 2:1 од жетва, а да ја набавуваат од нашите производители на семенска роба. За после да не ни викаат на нас дека вашата пшеница е таа сорта, па не ни одговара на нашите потреби за производство на брашно или така. Они кои мислат дека е сорта дека ја одговара за производство на квалитетно брашно, треба да ја потражат од производителите на семенска роба, да ни ја дадат на нас, за да ние да произведеме квалитетна и квантитетна роба и да ја дадеме на мелничарите. И така се затвара кругот и така имаме соработката. Постои, ако во некои работи не се слагаме, имаме добра соработка. Воровчанец. Дефинитивно тоа е правиот начин. Меѓутоа, во врска со оптимизмот или песимизмот, ќе кажам само една работа. Независно од овие детски болести, македонското земјоделие ќе оди многу напред. А кој би го дава тој оптимизам? Кога јас бев запишан на економски факултет, и имам степен економски и завршив земјоделски, кога се запишам на земјоделски факултет одеа најлошите ученици. Најлошите ништо што не можеа да завршат одеа таму. Денеска во нашите фирми доаѓаат студенти со сите 9-ки, 10-ки, капацитети деца, многу интелигентни, бистри, едуцирани, кои што им се блиски сите технологии нови, да не зборуваме за компјутери и така натаму, јазици по неколку зборуваат, професионално едуцирани, тие даваат оптимизам дека македонското земјоделие со ние она енергија што сме уложиле секој на свој начин, сме го трасирале патот до некаде, нормално ќе има дилеми, ќе има разни размислувања, ќе има разни патишта, али целта ќе биде просперитет на македонското земјоделие и убеден сум во добрата иднина на македонското земјоделие, доколку нема нарушување на вакви позитивни трендови во Република Македонија. На сите ви благодарам за вечерашното гостување во Отвореното студио. Почитувани гледачи, вие го следевте Отвореното студио на тема ефектот од земјоделските субвенции. Останете со програмата на телевизија Нова.